Тешко ти е да снимаш и да возиш? Не ми е тешко, се навикнав да ти кажам, интересно ми. Мене би ми било малце потешко. Да? Двете хаос. Да, ама ја идам полека и не се замарам толку многу. Се ши нека свират, ама значи ја не се брзам нигде, него си возам. Смее да ти ја пијам водава? Па да, за тебе ја земав. Што нешто еве не ми функционира гласот, вчера се презборев. Ако нема гледа. Ние сме почнати иначе, знаеш, така здраво. Си правиме мој. Како си Марта, шо приеш, дали си добра, знаеш дека одамна се немаме видено, а се знаеме од кога почнав јас со картониве све. Да, и сме соработувале доста. Да, и сме правили картон заедно. Што не сме правеле, да, сите соработки, многу мислам дека и спотови што немавме видеа, нешто. И тоа, да, имаше и такви работи. Супер, одлична, драго ми е што сум подолг период во Македонија, веќе 4-5 месец е ова, со цел да финализирам мојата зелена карта, односно интервјуто. Тоа ми е последниот чекор и нели да се упатиме со партнерот кој што патне ми од Кичево заедно во Америка. Ти си од Кичево, така? Да, потекнувам од Кичево, да. Ама цел живот си у принципу Скопје тука. После од факултет натаму Скопје и нели многу во странство, многу живење во куфер. Си бил некогаш во Кичево? Сум бил како не. Сум бил низ цела Македонија. Тоа е за почит, ретко која патува цела Македонија и ние се стремиме да ти кажам да ја прошетаме. Лето? Па нон-стоп шетаме. Негде букираме, одиме. Еве сега на пример прв пат сме во кисела вода со смештај. Да. Истражуваме кисела вода. Добро, да. Кисела вода ми е чудна со адресите, малци не ми ги дава како што треба на точна локација. Да сработиме со Google Maps. Дека е гужва, да. Ќе го правиме. Што има друго кај тебе? Кога не сме збореле? Од кога, да, па не знам од каде да почнам. Ајде да почнам, знаеш од каде? Само да почнам што се случи со Девилиш. Да. Нели така, ти ја те знам како Марта Девилиш. Тоа ми е многу мил ник, така си го викам. Ник што го користев за се и се што. Од гейминг до социјални медиуми како елиас, како нешто што те представува како некој алтер его. Марта Девилиш го имам можеби од второ, трето, четврто одделение. Од тогаш ми е креирано. Сега ти може да замислиш колку било тоа во тој период, можеби незрело, ама си го зачував и го чував долги години, затоа што и во мојата индустрија на мода, што е малце поалтернативна, нели јас обработував доста пин-ап, винтадж теми, некои гот стилови, така и се носев, таква музика слушав и се уште слушам, само што малце стилот ми е посменет. Нормално со тек на годините се менја човекот. Точно. Сите мои слични колешки што работеа моделинг има некаков си ник, ама и нормално во гейминг културата секој има некаков ник преку кој што се препознава. А што геймаше ти? Се што немам геймано. Татко ми е доста страстен геймер. И некако јас од малечка геймав. Така и доста од моите другари ги запознав во играчница каде што татко ми одеше да гейма во слободно време. Значи поред него и ти. Поред него, да, имаме се играно од да речеме Age of Empires до Rise of Nations до Wolfenstein. На Counter-Strike? Да, чекај да дојдам до таму. Counter-Strike, SWAT, не знам што Call of Duty, тоа било премногу играње на Call of Duty, значи добро, да. Кампањски онака седнуваме и претеруваме се што има и нормално се што почнува од Frozen Throne до Dota до League of Legends до Heroes of New York, и тоа го имам играно и едно време многу заглавив на LOL, да ти кажам. Многу лета од мојот живот беа поминати само на играње. Колку време имаш изгубено од животот вака на играње? Многу. Со тоа што убаво е што на игрите ти се развива проблем солвинг моториката, ама мислам дека мојата кариера веќе прерасна да немам слободно време на играње. За играње. И мака ми е. Сега не знае некад да пуштиш да играш маце мозокот да си го лабаеш? Знам, ама сум многу лоша. И многу ме нервира тоа, пошто знам колку добра сум бил кога сум веќе. Да. Добро, се губи знаењето, да. Јасно. 3 години мислам дека или 4, можеби немам воопшто така пуштено да изиграм 5 часата. LOL да речеме со екипата. Немаш време за тоа. Немам за жал. Ја и ти последен пат се видовме, мислам, да, па тогаш мислам дека отиде ти за Америка.
Кај држи вода, кога бевме со Боемот, мислам дека бевме. Не знам дали ти Леле, текна на таа дружба. имавме седенка, да, имавме се поздрав до двајцата. Да, поздрав до сите. Јас со цела сцена се дружев надолго и на широко и имам многу убави контакти. Држи вода, поздрав, голем поздрав до... Ама имаш и неубави контакти. Па сега имам и неубави контакти, ама тоа незнаено така ми се протна. Ама тоаш кога се дружевме, ти беше инфлуенсер, така? Да, И нормално. Не знам дали си се уште инфлуенсер или? Па сега прекинав да творам бомба пошто немам време, искрено. Ама секогаш некако се навраќам. Ако има некоја кампања, јас сум така пак тука некаде. Само што сега мојата публика е малку сменета. Како што ме праша што се случи со Марта Девилиш. Да, па тука сав да ми кажеш кај е преокретот со Смарта, Астро Смарта. Јас секогаш ги двоев Марта Девилиш и мојот научен свет. Тие никогаш не имаат допир. Јавноста повеќе ме знаеше како Марта Девилиш, мојата заедница каде што истражував ме знаеше како Мартина. И не ги допирав затоа што мене во Македонија ми кажуваат дека тие две не се мешаат, дека јас не смеам, морам да го одберам или едното или другото. И јас така бев научена. И кога решив дека нели имаше период каде што мене ме линчуваа за се и се што, како што моите другари нели од вчера најдобри другари, после преку ноќ не се сакаа нешто. Да, па исто и мене ми се има десна така. Јас знам причата. Затоа што знаеш за неколку кликови повеќе, за неколку лајкови повеќе некој те продава, сте граделе, си мислел дека сте граделе пријателство со години. Сега не знам која е твојата прича конкретно, ама мене ми беше, пошто не пратев, едно време се исклучив скроз. Ама мене ми се случи тоа и мака ми е, затоа што мислев и нели вложував да изградиме сцена, тука се големи жртви, слушаш многу работи или одиш по многу работи, по 300 умови кои што можеби ако ти како човек не би ги избрал сам, не би ги направил. И се случи тоа што се случи и некако се откажав, па на мојот развоен пат кон вселенските науки јас научив дека треба да го скривам тоа. А падна психички малку? Да, падна психички, јас решив дека кога веќе нема простор, па се откажав скроз прво. Не сакав да сум на социјални медиуми и си викам добро, ако тука е толку проблем да бидам прифатена, јас можам да одам во други земји каде што можеби би била прифатена. Не, реално тука е све проблем да бидеш прифатен ако не идеш по шаблонот, свееш, не ги слушаш што ќе ти кажат они ти тоа да го правиш, свееш, тоа добро бе бомба, да еве ги слушав. Еве ја слушав сцената и пак беше проблем. Јас многу влијание имав од други луѓе на тоа што и каков контент правам, мислам, ме разбираш. Да, те капирам скроз. И се откажав и еве на магистерските на пример се одлучив дека ќе излезам надвор од Македонија, пошто тоа не се трпеше, значи некој те линчува тебе 4-5 години за се што си ти. Буквално од твоите најблиски да бидат исмевани јавно до сите твои избори. Мислам дека никој тоа не би го поднел туку така лесно. Особено некога нели другарите ќе ти завијат нож во грб на тој начин. Да, реално. И си викам добро, нема простор. Претходно имав јас голема Facebook страница, уште пред да има Instagram. Тогаш беше Facebook нов и популарен, тогаш зачето првите неколку години. Сите беа на Facebook, беше нова мрежа после Hi5 и после Mirc. Да. И тогаш јас уште имав голема публика, ама нели снимав на англиски. И тоа не беше никому проблем. Кога снимав на македонски, после тоа вртење на грбот, секому беше проблем, да. Иако ме убедува, ама ќе биде позитивна сцената, ама ќе се држиме заедно, ама се ќе правиме, ама ние ќе бидеме тука за тебе, ама знаеш, ваков е сега контентот, ова е трендот, мора ова се снима и слично. Сцената не е, секој гледа да му забие нож на другиот што не е така представено, за жал. Што не е така да шо вака, у принцип сите се ха-ха-ха, окей сме се, ама не е тоа, не е вистината таа. Се слагам и е многу лошо тоа, некако е многу дволично и морам да кажам дека таквата сцена е многу бира кого ќе го третира на кој начин. Не е праведна, не е правична. Да. Некој повеќе може да греши, а да е сосема во ред и да функционира супер, некој може
да ја линчувам за се што. Да. И таквото двоење мене не ми се допаѓа. Некој позадина може да прави гадни работи, ама да пред камера да биде супер се и поише да го сакаат луѓето. Нема врска, има и на плюс. камера големи проблеми што луѓето селективна правда има кај нас. Да. Има на камера многу луѓе што правеле малтене и многу полоши работи, да речеме, од моите, ако ги карактеризираме како лоши, ама па не биле никогаш исмевани, исплукани, извикани. Кај нас мислам дека има некој шаблон, некоја коцка што е тоа научник, и ако не си во таа коцка, дека е многу потешко да бидеш сватена. Новите генерации само ќе изгубат интерес ако нема некој повибрантен лик на науката што може и да ужива во младоста, според мене. Тоа е моје лично мислење. Сега баш пред некој ден прочитав еден твит као беше народов само го интересира расправи, трачеви, сеири и такви ствари. И тоа гледа сееш. И тоа пали тука. Да. А не пали, например, ти да дојдеш да објасниш како си отишла или не знам, ќе направиме тука нешто, да се трудиш позитива, да внесеме сееш. Тоа не го интересира. Тоа ќе има 10.000 прегледи, ова друго ќе има 100. И жално е што е така, затоа што, нели, кога има сеир и фама, или ете дури да има некоја лажна драма, или пак кога ги се препукуваат, народот навистина одбира некоја страна и втората страна се мрази. Да. А ете го сакаат тој, желни се за тој шоу бизнис или крв плукање, или крв пролевање, ама некако пак бираат страни и последицата што е оштетена или прикажана лошо, губи многу. Да, дефинитивно. А кога ќе се смениш на наука, без разлика што и да кажуваш, рейтингот ти опаѓа. И сега ем сакаат паметни работи, ем не ги поддржуваат тие паметни работи и испаѓа дека не баш сакаат секогаш да се пропагираат такви, нели, не, они сакаат, ама не ме замаре сега со тоа. Дај нешто драма да видиме сега. Да. Интересно, многу интересно за анализа, да ти кажам. Интересно општество, сме у принцип менталитетни, интересен имаме. Затоа сме и поделени на милион сфери. И подточки, подгрупи и групи. На све сме го, затоа не уништуваат лека по лека. Него ајде да не збориме за тоа, него кажи ми кога почна Астрос, Марта, како отиде таму, што мислам желбата, идејата, све. И јас Астро с Марта многу касно го стави во игра. Мислам дека Марта Девилиш можеби и требаше да го укинам малку порано. Затоа што јас бев веќе почната во вселенската индустрија на овој или на оној начин, ама ми требаше многу убедување од луѓето околу мене во тој круг дека јас веќе треба да се прешалтам, нели, кон вселенската индустрија како и сите други, затоа што само јас и уште еден другар се двоевме така со некои сидникови што не се Астро или типични за вселенската агенција. Секој друг што е во нашиот сектор има некаков ник, Space, Астро, тие никови ги користат. И јас го криев тој Инстаграм затоа што, нели, таа поделба ми беше научена од Македонија, дури на моите студии, на моите магистерски насекаде. Арно, ама луѓето дознаа дека јас сум Марта Девилиш првично на магистерските во Страсбург кога бев. Таму бев на ISU, International Space University, на програма што се вика Master of Space Studies, магистерски на вселенски науки. Изучувавме се што јас, поучена од дома, исплашена, не верба во никој веќе, линчувана, ги криев социјалните медиуми. И мислев дека ако ги дознаат, толку е со мене, дека ќе го има истиот проблем. Не се случи тоа, баш напротив, мене толку многу беа фасцинирани што јас ги имам тие одлики, таа креативност, таа необичност и таков фоловинг, што дури ми дадоа да ги водам и социјалните медиуми на мојата магистерска програма. Значи јас креирав постови за тоа. И многу интересно беше што начекав поддршка што и прифаќање што тука па можеби го немав на тој начин. Не ни очекуваше. Не ни очекував, навистина се плашев. Јас не верував на моите колеги бомба после тие искуства што ми се случи во Македонија. Губиш доверба у сите. У сите, да, не знаеш зашто луѓето се фини со тебе и тоа нели ти прави да немаш така длабоки односи со луѓето. Можеби пропуштив јас длабоки пријателства пошто се плашев дека некој ќе ме повреди. Дефинитивно си ставаш гарти. Да. Бев на една голема конференција, се вика IAF, International Astronautical Federation. Таа е една од најстарите вакви конференции за астронаутските прашања и е основана во Париз
меѓутоа се одржува во секоја нова држава секоја година. Бираат нова држава и таму доаѓа најголемата конференција, така оперираат. Меѓутоа, таа година, во 2022-та, ако не се лажам, беше во Париз. Јас таму имав награден труд, што ми донесе Emerging Young Leader или нов лидер во подем награда, поради тој труд и ми беше се покриено. И отидов таму и веќе почнав да се дружам со оние луѓе што се така и слично интересни како мене, што се контент креатори у таа сфера. И само јас и уште еден другар бевме така во винтидж ретро фазата, со такви некои интересни никови. И не собраа и знаеш, ни кажа, дај, придружете ни се, знаеме дека имате потенцијал, истиот муабет, само овој пат во вселенскиот сектор. Да градиме заедно. И на лице место, и јас и мојот колега го сменивме никот на таа конференција заедно. Сега го правиме. И интересен осврт, и некако мислам дека нова фаза на напредок, нова етапа на мојот живот и на мојата кариера. Па дефинитивно од нешто скроз трето. Ама јас си го имам тоа, Девилиш, си го носам, јас со седе си го заборавам. А добро, од кај толкава љубов за Вселена, што е работа? Па јас уште како малечка се сеќавам дека мајка ми во мојата соба лепеше 3D планети, што не знам од кај ги имаше најдено, што светат навечер. Од сончевиот систем. И собата ми беше цела со звезди. Уште како мало дете бомба, јас бев многу љубопитно дете и имав некаков порив да ја барам вистината. Или тоа го викам на англиски The Ultimate Pursuit of Truth. Тој неуморен порив да видам што е точно. А што е точно? Дека земјата е рамна или округлеста? Според мене е округлеста. Да, и според мене. Нека гласаат во коментари. Да, нека гласаат. Извини што те прекинав. Не, се надевам дека ќе имаме повеќе округлеста отколку рамна, се надевам дека сме такво општество и дека ќе ги научам нешто. Да, па за тоа и те викнав да им кажеме нешто на луѓето, тоа што го знаеш да го пренесеш знаењето. Ако некогаш полетам во Вселената, без разлика на каков и да е тој лет, ќе снимам некое видео да видиме баш каква е земјата. И да се навратам на конференцијата, заедно ги сменивме и од тогаш до ден денеска ние сме група вселенски комуникатори од целиот свет. Зборам за најголемите и најпознатите во индустријата, па и дури и помалечки што се држиме заедно и што работиме кампањи заедно по потреба. Многу убава дружба, многу се пронајдов со тие луѓе и ми даваат една можност јас пак да си бидам јас и да си носам аспекти од винтидж и гейминг индустријата или да имам некој интересен стил или да се облакам можеби малце поинаку. Ама многу ми е мило што некако можам и сега да обработувам и посериозни теми од вселенските прашања. Па нормално. Инаку слушнав сега дека нешто Кети Пери ќе снимале нешто од Вселена, не знам дали си запознаена со тоа. Нормално дека сум запознаена. Blue Origin, тоа е компанија од Джеф Безос, од Amazon. Blue Origin има ново лансирање на цел женски екипаж, каде што женска му на Безос ке лета, Кети Пери ке лета, Аманда Нюган ке лета, исто многу интересен активист. Мислам дека е 5 или 6 член женски екипаж. Кети Пери ке има лет во Вселената и ќе биде комерцијален лет. И тука е сега, нели, тоа сега треба да се случи сега. Не знам на кој датум беше, април. Сега брзо ќе се случува. Веќе е најавен тој лет. Не трае долго тој комерцијален лет. Која е поентата да отидете? Или чисто онака да покаже дека можете и... Има разлика меѓу државнички астронаути и комерцијални астронаути во многу етапи. Пред се, државата, затоа што, да речеме, има Вселенска агенција како што е НАСА или Европската Вселенска агенција ЕСА или пак други, Роскосмос, Русија, ДЛР, Германија, КНЕС Франција, тие сите бираат најспремни астронаути што ги има најмалце грешки. Што значи тоа најмалце грешки? Ќе има најмалце грешки во операции, горе ќе бидат спремни, ќе има најмалце здравствени грешки во своето тело кога се горе, затоа што е подлежно на многу радиација, на многу различни услови од земјата, каде што може се да се случи и е тешко на човечкото тело. И бираат многу внимателно, многу селектирани астронаути што имаат одредена спремност што е најдобра од тој регион и од таа држава. Комерцијалните летови се малце поразлични.
каде што тренингот е многу пократок, ама и летот е пократок. И се оперира на тоа да ракетите се обновливи, не обновливи, туку да се sustainable, одржливи, тоа е правилниот збор на македонски, и да се реупотребуваат тие ракети. А Кейти Пери ќе лета неколку минути, меѓутоа ќе надмине таа Карман лайн или Карманова линија, што ќе ја даде астронаутски крилца. Меѓутоа, новиот вселенски поредок, јас така го викам, од еминентни луѓе, кажуваат дека ако Америка ја признала Европа како континент, дека и нашите комерцијални астронаути ќе си ги признаваме како астронаути без разлика дали да минуваат таа Карманова линија или не. Да, и сега има тука малце биф меѓу има биф меѓу old и new space во Америка, така ги викаат меѓу стариот и новиот вселенски сектор, и тоа можеш да го видиш и во начинот на оперирање меѓу некои владени структури. Например, Елон Маск или Безос припаѓа на тој new space wave или нов вселенски бранд, каде што сака да го комерцијализираат. И малтене да го направат. И пари да прават од тоа, така? Точно, да. Ако сакаш да, например, ја ако сакам да летам, им плаќам. Треба да платиш, да, како што веројатно има и Кейти Пери платено. Сигурно, нормално. И тоа се случува сега, таа е главната разлика, меѓутоа лет во вселената, за мене е лет во вселената, и ако не можам да станам државнички астронаут некогаш, можеби можела да станам комерцијален астронаут, што сепак е успех и ќе не доближи до нормализирање на вселенската индустрија. Ти би сакала да полетеш? Да, би сакала. Нема да ми има ризици? Сигурно има многу ризици, да. Не е како со авион, и у авион да се возиш имаш ризика, не па. Поголеми се малце ризиците во вселенскиот сектор, меѓутоа мноштвото на овие летови бомба што се комерцијални, токму ни даваат нас една поинаква стабилност и ни даваат поголем обем на различни луѓе да ги тестираме како би се однесувале и да ги тестираме самите летала, самите ракети, да ги тестираме, да видиме до кој степен ние можеме да го направиме ова да е константно, со цел да не се изгуби. Големите држави, развоените држави многу патат по тој изгубен space race, односно по таа изгубена вселенска трка. Затоа што во тоа време, во 60-тите, имале голем технолошки развој во Америка. Многу средства од државниот буџет, од даноците, се вложувале токму во вселенските науки и да лансираат луѓе на месечината. Знаат што прават Америте. Да, мислам дека на добар пат се. Сега на подеме и Кина, има вселенска станица веќе нивна полетано и многу нивни астронаути. Да, ја не верувам на кинезите свој. Многу кинески ствари не им верувам. Градат и они капацитети, градат и многу други држави како Индија, Јапонија, секако тука Европа, се трудат. Се трудиме, ќе видиме. Немаме, за разлика од Балканот, ние немаме многу можности направено или креирано тука. И макам ја. А на Балканот кој има направено? Сите, после ние. Да, што конкретно има направено? Што нема на Балканот? Балканот е во развој и многу ми е драго затоа што на некој начин јас сум инволвирана во тие процеси. Например, еве да почнеме од нашите соседи. Албанија лансираше 2 сателити од Кенеди, Албанија 1 и Албанија 2. Косово гради втора обсерваторија од моја многу драга колешка, Прамвера Хисеини, поздрав до Прамвера. Црна Гора гради, тоест ке полета сега ке лансира сателит Луча, поздрав до Филип и Никола од Монтенегро Space Research. Со сите овие се познаваме, се дружиме. Хрватска веќе го лансира Крокјуб, поздрав до Даниела и поздрав до целиот тим. Што се случува друго? А србите? Србите градат веќе сателит. Босанците исто се трудат преку Индија, преку една донација, каде што ние некако би можеле да бидеме вклучени да изградат нивен сателит. Бугарија, да не зборам колку е напредна. Пред се, Бугарија има развојна база на Антарктикот. Пред се. Има полетено 20 астронаути преку Русија. Едниот од нив се вика Ѓорги Иванов, го памтам пошто е нашиот претседател така се вика, за другиот не ми текнува точно имам истражувано. Бугарите се многу напредни до степен што една од поголемите вселенски компании, Axiom од Америка, отвори седиште во Бугарија. Сега ти можеш да замислиш. А добро, што правиме ние како земја, како Македонија? Ние, како земја, сега, поради нашите иницијативи, преведовме една книга од Обединетите нации. Мислам, сега не само јас, туку сите 5-6 организации што сме тука,
како што е Скопско астрономско друштво, МКСЕЦ и други колеги каде што се обединивме, ние пробуваме да направиме вселенска организација сега. Ние сме во развојни процедури каде што ќе направиме наше некое тело. А веруваат ли луѓе од тука за ова се што ми го кажа сега или мислат дека е чисто некоја глупост? Па има интерес. Ајде, што е, кај Македонија у вселената, сејешко некој такви. Абе добро, кај нас можеби не е познато колку ни се битни или како ги користиме нашите вселенски науки. Например, еве, секогаш кажувам, GPS-от дека се користи мемори пената, се користи тефлонот, се користат тие продзирни протези, Invisalign, се користи се што е на тач или се што е без штекер, како уред поради вселенските науки и технологии. Тие се многу иновации измислени што ние секој ден ги користиме, ама не ни текнува дека се поради. Да, не сме свесни за тоа. Да, сега има региони во нашиот балкански регион што биле многу полеразвиени од нас. Па јас се прашувам како тие имаат такви големи зачетоци на големи подеми, обсерватории, сателити, канцеларии, отварање, градење на цели база на друга држава. Финансиска зборам, пошто тоа не се прави сигурно Па со малце пари. Не се прави можеби со малце пари, меѓутоа мислам дека чим тие го издвоиле за развој, можеме и ние. Мислам дека можеби тука малце стагнираме како држава. Да, за тоа зборам. Дали е потценето ова ти што го работиш тука кај нас во држава? Па мислам дека е. Дали има некој, например, слух за ова што го работите вие, што сакате да постигнете се? Се гради слух со лобирање. Дали знаеш како Црна Гора почна со лансирање на сателит? Како? Лансираа тие балон, што ја сними Црна Гора дозгора и почнаа да градат приказна. Абе, ќе лансираме сателит и да популаризираат без никакво предзнање претходно, што е длабинско, или пак контакти и ресурси. Значи тука државата излезе у сусрет да им помогне. Да, премиерот им помогна, да. Им даде средства, тие најдоа компанија што ќе им го направи тоа од Русија, им го изгради тој сателит и ќе го лансираат преку руската вселенска програма. А што имаат бенефит од сателитот? Сателитот им е едукативен сателит, каде што ќе има некоја камера и сега можеби и други некои својства. Не сум го истражила толку детално, го читав претходно, ама не ми текнува на сите детали. Знам дека ќе од едукативен карактер и дека ќе има некаква камера, се надеваа дека ќе има некаква камера за да се слика или да се види нешто. И го прават за да изградат капацитети за нивните студенти. Тоа е бенефитот, додека мислам дека албанските сателити што ги лансираа се за да ја мониторираат нашата територија и нашите граници. Мислам, нивните, балканските. Ма ти ова сега што го правиш моментално, например, дојаш ке мене емисија беше у неколку емисии, тоа е исто кривање на средства под малце да ги лобирање за нешто да се случи тука. Да, за да се направи интерес и да се види дека нешто се случува кај нас и за да го платформираме тоа. Јас сум ви многу благодарна на сите неофицијални и официјални медиуми што ми давате платформа да си го кажам моето, без разлика колку и тоа да е чудно или пак можеби на некому му звучи смешно. Затоа што при моите едукативни програми на кои што бев од Америка до Франција, јас научив дека кога нема ништо, зачетокот се прави со интерес. Нормално. Ти мора да му кажеш на граѓанинот дека има таква и таква можност. Дека постои опција, дека. Точно, кога го промовираш ти тоа, кога има интерес, ќе има можеби заинтересирани студенти. Тие заинтересирани студенти ќе се запишат на некоја нова програма што ќе креирате. Ќе има нова програма на универзитет. Со самото тоа што ќе има нова програма на некој универзитет, ќе може да има и проекти од странство, да се работи. Самото тоа ќе има можеби некој зачеток на сектор. Нашите студенти ќе направат нешто, дали е тоа некој бизнис, можеби спин-офф, можеби ќе се прикачат на некоја индустрија. Прилошо, може и астронаут да излезе од сегаш, озбилно, па може, зашто да не, ако некој има такви амбиции. За да излезе астронаут, или тешко е предизвикувачки, меѓутоа јас не се предавам. За да излезе астронаут, нас ни треба пред се инволвираност од председателот, Министерот за внатрешни работи, собранието, владата и другите органи што се надлежни. Да. Затоа што треба да се ратификуваат одредени документи
и Значи, одредени тоа е процес. Да, тоа е процес што знаеме како да го одиме, само нас не треба некаква си политичка волја да не чуе некој. Да, пошто ние вака као не можеме да направиме ништо, мора пак да има некој од политичарите. Се Да сложувам помогне. и со многу малце бомба може да направиме многу. Јас Дефинитивно. Црна Гора лансираше сателит со 150.000 Да. 150.000 евра. Тоа е сума што многу наши Тоа можеме луѓе ја ние да земаат го преку собераме. проекти. Да, И реално. мислам дека не е некоја нелогична сума Да, да не се е развие. нешто, Зависност од каков сателит ти сакаш, меѓутоа нивните многу малечок. Ја мислев ќе ми кажеш кој знае колку кошта, ама 150.000 Коштаат евра е големите. стан у Скопје. Да. Реално. И за развојни капацитети мислам дека тоа е многу логична цена за нашите простори, дека може да се изработи со тоа што вселенскиот сектор се повеќе и повеќе станува се подостапен и по ефтин во некои сфери, не во сите, ама во некои. И се трудам да го приклучиме и нашиот регион. И јас сум вклучена во многу процеси на истражување на проекти од Балканот, затоа ги знам овие контакти и веруваат во мене. Јас ги вмрежувам моите балканци во вселенскиот сектор преку контактите, затоа што јас имам подлабински врски со Европа и со Америка Нормално. преку програмите и едуцирам насекаде. Кога сум на Балканов, доста шетам низ Балканов за да бидам на тие конференции, да го отворам тој пат преку личен пример, преку личен влог и преку лична А да, гледам, ја те пратам, те следам. Гледам дека цело време идеш натаму наваму и дека се ангажираш, доста се ангажиран околу тоа. Кажи ми, колку плата зима еден астронавт? Ја да почнам вака, да учам. Секоја држава е различна. Дали имаш онака од прилика сума некоја што би им ја кажал? Па мислам дека сега, можеби ќе сгрешам, а мислам не те дека фаќам некаде назад. од 150 до 300.000 долари годишно земаат астронавтите, зависи на која програма и од која држава се. Што ова е амерички стандард. Да. За руските не можам да мислам дека можеме малку пониска. За европските исто мислам дека можеме малку пониска. Сигурно. Со тоа што америчките астронавти се и најпознати. Мислам дека НАСА како вселенска агенција многу добро развива протоколи да нивните астронавти се платформирани како што треба. Голема работа од астронавтите токму да оди на медиуми да популаризира наука и да оди на конференции, на настани, на евенти во нивното слободно време. Дефинитивно, тоа е градено, кој знае од кога. Да. Кажи ми, има живеено во Америка, така? Како е споредбата со Македонија? Маце да излеземе од темава со. Ајде. Како е споредбата да излезе? Јас би сакала тука да споредам и Франција, ако може, сите три. Може да. Балканот е, мислам дека многу топол народ, може да многу да ти помогне, ама па во исто време и да му умре козата на комшијата. Да. Некако сме многу плюс и минус, добро и лошо, јинг и јанг во нашиот карактер. А мислиш дека не е тоа така во светот секаде? Па не мислам дека е толку, како да се изразам сега. Не е популаризирано. Не е популаризирано, мислам дека ние сме многу екстремни. Ние сме многу екстремни за приватно, се интересираме за работи што во светот би им било странно да те прашаат. Да. Дали е тоа на интервју, дали е тоа во приватен живот. Америка како структура е капиталистичка. Се гради врз база на The Promised Land. Таму секој некаде е дојден пред неколку години и има изградено нешто. Секторот селенски сега што е приватен комерцијален сектор е доста агресивен во тестирање, дури и по цена на загуба на неколку илјадници или стотици илјадници долари, например им експлодираат ракети и така натаму. Како култура Америка е многу, нема комјунити, нема заедништво, секој е индивидуа и индивидуалата многу се слави. Тоа подразбира дека ти треба да имаш брендинг, ти треба да си јас, ти треба да си гласен, ти треба да си етаблиран. Значи све ти. И кога аплицираш, еве, например, за Extraordinary Ability, Green карта, за изводрена способност Green карта, ти треба да докажеш дека ти си бил медиумски етаблиран, дека ти си зборувал, дека ти си бил, тоа е една од категориите каде што ти како јас индивидуа
треба да се покажеш дека си некој нешто во општеството. Нарцис му изгледа. И тоа го гледаат како многу позитивно, таков јавен бренд, персонален бренд. Исто е многу кар депендент култура, односно култура каде што ти без кола малтене не можеш да функционираш, нема многу јавен превоз и се е раздалечено. Ние во Европа сме многу натиснати. Да, многу е тесно. Се е тесно, толку ни е земјата, толку ни е одиме нагоре, а не на широко. Таму од една до друга куќа има многу разлика, да појдеш во продавница ти е минимум 20 минути. Јас почнав со Кливленд, Охајо. Тоа ми е америчкиот дом и таму сум доста навлезена во секторот. Доста се интересирам и помагам. И доста често патувам и во Калифорнија, во Силиконската долина, или Силициумска на македонски. Таму братучетка ми живее во Санта Барбара, Калифорнија. Си бил? Не сум бил, ја не сакам Америка, да ти кажам. Ки ни дојдеш ако сакаш да шеташ. Би отишол да прошетам, да, чисто да видам инаку вака како земја, како континент, како се не поштам. Освен Њу Јорк, јавен превоз малтени да нема. Има по некој автобус тук и таму, ама не се па толку чести. А добро со стандардот, како стоиме? Неспоредбено, ни со Европа ние не можеме да се споредиме. Ако не си стипендист на некој од програмите, нема шанси да те платат од дома. Многу од моите колеги имаа стипендија од вселенски агенции. Јас го немав тој луксус или таа можност, или пак беа нели дофинансирани од нивните родители. Ние со плата од 300-500 евра месечно, тоа не можеме да го дозволиме, да имаш ти да плаќаш кирија во Страсбург, во Франција или пак во Америка. Ама пак и таму на пример сега еве да си ситизен, да си граѓанин на Америка, све ти зимаш добри пари, нели? Ама пак све е поскапо и така да исто не знам. Мислам дека стандардот за живење е многу подобар. Храната е малтене секаде тука негде, како во Скопје. Кафето е колку што во Скопје. Па ако знаеш каде да се движиш, да, сега ако си го бараш нели гајлето во некои небезбедни региони, сакаш да одиш, можеби нема да си поминеш толку убаво. Треба да си предпазлив на секаде. Секаде има лоши луѓе. Секаде има лоши луѓе. Па ја така ги делам луѓето, на лоши и добри у принцип. Јас исто. Марта, фала ти што гостуваше. Ние можеме уште да цепаме да си правиме мовет, ама во интерес на времето, мислам дека 40 минути се окей. Кажа се, или сакаш да продолжиме? За платформата, мене ми е многу брз муабетот со луѓе што многу брзо ми отиде 2-3 прашања и толку. Фала ти многу на платформата, ако бев долга и широка, тоа е за гледачите да разберат што се случува. Се гледаме натаму за други прашања кога ќе имаш. Се гледаме, може и да направиме пак. Имам нешто план за лето со авантура, ако си тука, можеме и тоа да го направиме, да го снимиме и тоа можеме да го снимиме у Кичево. Ајде, јас сум за. Да, држиме за збор, така да секогаш ќе добро дојде. Инаку сакам сега кога за крај да ти подарам нешто, само да застанеме на автобуска од мојот спонзор Ралфи, Техноцентар, таму можете се да си најдете. Фала многу. Можете и онлайн да си порачате, така да ја на Марта ќе дадам нешто сега, само да застане, да не бидеме така убрзање. Фујле, Марта, мислам дека ќе ти се најде ова, ќе ти заврши работа. Леле, прејако. Да, баш за чај, за кафе, за некој занудли го користи. Зошто не? Фала ти многу, фала ви Алфи, благодарам што поддржувате лигови како бомба, баш супер се поминавме. Фала ви на вас, ставете лайк, шер, субскрайб, тоа обавезно. И за следете Марта, вие имам стајано на почетокот од нејзе Инстаграм, да видите за што станува збор и што работи, вие што не знаете. Имајте убав ден. Чао, Фала за внимание, дечки, чао.